Преку песни, рецитали и пеење на влашката химна, штипските власи, кои се најголема влашка заедница во државата, го одбележаа својот национален празник. Се гордееме што живееме во оваа убава Република Македонија и ние сме едни од најлојалните граѓани на оваа наша убава држава. На овој денешен ден, на 23. мај 1905 година, султанот ги призна властите како етнос, како посебен етнос на Балканот. Од тогаш, фактички, овој празник се празнува како национален празник на властите. Влашката заедница е важен интегрален дел од богатството на штипскиот мултикултурализам. Штип е град во кој живеат највеќе власти во Република Македонија. Значи, втор по бројност народ во нашиот град се власите. Власите народ кој покажале во историјата како се чува националниот идентитет, како се чува нивната култура, и морам да кажам дека тоа се пример за граѓани кои покажуваат како треба се сака Република Македонија. Едни од најлојалните граѓани во Република Македонија. Многу посветени, многу вредни. Но токму блискоста на властите со македонската заедница, на кој сите и се восхитуваат, води кон известно бледење на присутноста на властите во општеството како влашки, а не македонски елемент. Едното ќе го речам, ние сме многу власи, а те во парламентот што се вика пратеник неаме. На тие 82.000 власи што се, би требало да име барем најмалку двојца или четворица пратеници. Македонската историја бележи многу власи кои се бореле за македонската и народно-ослободителна кауза, како Питу Гули, Дину Вангели, Кузман Јосифовски, но и многу власи кои ја направија Македонија позната во светот, како првите балкански сниматели и фотографи, браќата Манаки и најголемата македонска музичка звезда Тоше Проески.